слушам и не знам дали тој гледа. Јас знам дека јас успевам него да го слушам, меѓутоа истина изгледа како да после бројните роучоа низ цел свет тој малку да се ја познава својата држава. Нападот е најдобра одбрана, а секој искусен крадец го применува правилото држте го крадецот. Тоа е она што го прави ВМРО-ДПМН. Наместо да зборува зошто Македонија има проблем со се поголема сиромаштија, зошто Македонија не може да привлече странски инвестиции и зошто власта се луксузира на сите тие проблеми, тие мора да создадат нов непријател, старо нов непријател, а тоа е опозицијата, и тоа го прават рутинирано. Проблемот е што граѓаните веќе гледаат дека нивните зборови малку вредат и жалам што по не знам кој пат ги инструментализираат луѓе утре пред собранието да ни се закануваат. Плаќа и купува души, купува актери, купува земјоделци, сега сакаат да купат мир после кршењето на уставот, на законите и на тоа. Не сакам да лажам и да кажам дека имам одговорот во джеп. Меѓутоа, она што мора да направиме и да пробаме крајот да биде добар. Да пробаме развојот на настаните да покаже дека Македонија може и подобро. А како ќе биде разврската на се во ова, зависи од многумина. Зависи од оние кои што ќе им се приклучат, зависи од оние кои што ќе им свртат грб и ќе кажат дека нивната душа не е за продажба.